Добар ден за Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добар ден за оваа млада и непоколеблива енергија која е подготвена да работи и создава иднина. Почитувани членови на Извршниот комитет на ВМРО ДПМН, драги браќа и сестри. Задоволството е големо кога гледам толку млади лица кои горат во желбата да се вградат во генерацијата која треба да извојува голема победа, да донесе промени и да сврти нов лист кој ќе биде различен од се досега. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН било средиштето од каде се градат карактерите кои подоцна ќе имаат одговорноста да управуваат со работите кои се важни за нашата Македонија и воопшто тоа не е едноставно. Ниту лесно, како ќе биде насаден тој плод и како ќе изникне тој никулец кој треба да донесе живот, радост и промени. Оваа унија на млади сили на ВМРО ДПМН денес е жарот од каде ВМРО ДПМН ја црпи и силата и енергијата за големи промени кои мора да се случат. Надежта која треба да се рассемени низ сите млади луѓе и да се охрабрат, да се внесе сигурност и чувство на младешка пркост, дека не зависи се од политичарите, од владата која гуши енергијата, од системот кој те прилепува до просечноста, од авторитетите кои се медиокритети, туку дека треба оваа битка да зависи од тебе, од сите нас, и доаѓаат тие 5 минути кога треба да се ослободи енергијата која мора револуционерно да ги промени работите. Таа енергија се овие млади луѓе, тука и илјадници други, низ улиците на градовите, по домовите, на куќите, која бараат шансата за која сонуваат. Младиот човек во оваа земја е оттргнуван настрана, додека истите нивни врсници во светот се тие кои имаат одговорноста да ги движат работите. Соништата на младите тука не се поразлични од тие на големиот запад, но на што е различно е шансата да стигнат до сонот. Тие таму го имаат системот и сета поддршка која тој ја дава за нивните соништа. Младите тука го имаат, за жал, системот против себе. Ако прашањето е што треба да направиме, одговорот е јасен и недвосмислен, а тоа е заедно да го смениме системот кој е пречка за вашите соништа. Затоа што како човек кој половина од својот живот го посвети на образувањето млади луѓе, можам со сигурност да кажам дека најголемата загуба е залудно потрошениот талент. Некогаш тоа зависи од способностите и посветеноста на поединецот, но кај нас овде во Македонија тоа зависи за жал од системот кој што пак влече надоле. Системот граден од владата, составен од лукративни и себични политичари и ги скратува крилјата на соништата и можноста младите да полетаат со своите способности да бидат она што сакаат да бидат. Затоа што само кај нас способноста за жал не е доволна, трудот и часовите посветени за надоградување за тоа што вистински сакате да бидете не се доволни. Потребно е да ве посака среќата, да имате врски или пак вистински да бидете виртуоз, да се снајдете во системот на извртени вредности, препон со неморални спирали и лукративни интереси. Нормално, најверојатно по пат ќе ја загубите надежта низ тој лавиринт и може да се обесхрабрите како илјадниците други кои веќе тоа го направија, се откажаа и си заминаа. Не осудувам никого, ниту пак имам предрасуди кон нив, но ние што останавме тука го немаме комодитетот да се откажеме затоа што во наши раце е нашата судбина и судбината на идните генерации кои доаѓаат по нас. А има ли подобар начин од тоа вие, сите заедно, да го пресечеме гордиевиот јазол на таквиот корумпиран систем во распаѓање и да започнете со промените? Затоа Унијата на млади сили ќе има мојата поддршка. Заедно овие години ги водиме сите битки, заедно се надополнуваме, заедно растеме во нашите искуства, заедно се радуваме и тагуваме за сите наши порази и победи. Заедно овој пат тргнуваме во последната, но најважната битка да ја промениме
оваа грда слика на тежок живот, чемер, страдања и упропастен систем и она што е најважно, заедно да победиме. Не еден покрај друг, туку еден до друг. Заедно да изградиме иднина. Заедно да го одбележиме времето на доаѓање на една млада, полетна и сигурна генерација која ќе расчисти со сите сеништа од минатото и ќе донесе не само зрак и надеж, туку светлина иднина сега и тука. Со овие луѓе и за заедничка кауза и цел, Македонија горда и исправена, држава на среќни и реализирани луѓе. Ваквите сериозни промени бараат и сериозна подготовка. Треба да знаете дека го немаме луксузот да го разочараме народот и оние луѓе кои во нас гледаат надеж. Тоа не е само за нас одговорност, туку и порака дека друг избор немаме отколку силно, одлучно да тргнеме напред против неправдите, да ги донесеме промените и да ги поразиме оние кои преку ноќ станаа милионери на грбот на народот и кои оплячкаа нашата држава. Никој не е посилен од народот, а најмалку оваа забрефтана власт која најсилно се држи до фотелјата, бидејќи знае дека ако нејзе ја нема, нема ништо. И да, после нивниот пораз на следните парламентарни избори следува неизбежното, а тоа е одговорност. Оваа наша последна и најважна битка за промени. Еден од најважните сегменти е Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, затоа што тоа е структурата која треба да се вклучи во промените и да ја направи разликата. И ова е Унијата кон која секој член на партијата има посебно чувство на припадност и почит. Сергеј, имаш тешка задача, но знам дека ти и твојот тим, заедно со нас, ќе победиме. Сега е моментот кога ни треба секоја поддршка, затоа што само заедно ќе бидеме посилни, а промените ќе се случат толку силно колку што ќе биде и нашата поддршка. Победата нема да биде само наша, моја или ваша победа, туку триумф на народот. Правдата и Македонија ќе си ја вратиме на народот која сегашните политичари ја оддалечија и приграбија. Македонија на народот, на генерациите кои ќе го одбележат повторното раѓање на надежта и ќе создадат нови стандарди да завладеат вредности во кои силно веруваме. Драги пријатели, власта е сериозно разнишена. Нивната фузија не е ниту некаква идеологија, ниту пак постигнување на некоја заедничка цел, како што е влез во Европската Унија, ниту пак некакви реформи околу кои се обединуваат. Нивниот најсилен лепак се парите и фотелите. Нема човек кој не знае дека следи промена на власта, но тие се држат до фотелите и се борат за гола власт, не само затоа што им се сладки парите што ги крадат, туку знаат дека потоа ќе се соочат и со одговорност за секој украден денар. И ќе кажам дека треба да се плашат, затоа што таквата одговорност мора да дојде. Не може да има акција без реакција или крадење и криминал без при тоа да дојде и правда за тоа. Правда ќе има затоа што забегаа и претворија општество каде владее култура на крадење и корупција. Денес стана нормално во државата секој еден поединец кој си има работа со системот да даде пари или мито. Од највисоката до најмалата позиција. Се краде од министер до портир низ државните институции. А оној кој не го прави тоа, на него се гледа како исклучок. И оваа култура на корупција и крадење е само пресликување на однесувањето на челните луѓе на државата. Таквата култура на корупција гледаме и во случајот со онкологија каде се крадело од болните со рак. Човек со мачнина гледа како имало профитери од туѓата смрт. И досега немало ваков скандал, кој морам да признаам дека никако не може да биде разбран од човек со нормална свест. И знаете, секаде во светот и во други држави има случаи каде има недостатоци на системот и грозоморни исклучоци на брутално кршење на правилата и законите. Но функционалните држави се разликуваат од нас по начинот на кој тие реагираат и постапуваат. Откако ќе излезе ваков скандал,
и одговорноста која мора да ја има. А што направи оваа власт? Влезе обвинителството не со истрага, туку со предистрага. А истите кои профитирале на грбот на најзагрозените, сега се уште се во состојба да работат. Повторно одредуваат терапија која ја краделе и во секој час може да го повторат делото. Воедно доста со навреди на интелигенција дека за големите катастрофи во Македонија може да биде виновен кабелот, кочниците или сестрите, а не оние што потпишуваат договори и даваат насоки. Еден познаник ми вели, а што ќе направеше ти да беше власт? Ке ги уапсев од првиот до последниот и ке мора да одговараат. И кој сака, нека биде директор и од која и да доаѓа партија. Пој директор сега што го толерираат, им шета по штабот и држи предавања, се смее на правдата в лице. И мисли дека сега тој траор ќе престане или мисли дека вечно ќе биде заштитен. На секој еден кој се огрешил спрема законот, има причина и треба да се плаши. И треба да страува. Затоа што неодминливо, како што има ден и ноќ, ќе има одговорност и правда. Тоа јас ви го ветувам. Драги пријатели, во исто време, кога крадат од терапијата за болни, ќе ги видите како излегуваат и држат трибини под насловот "И ние сме за Европа", тие биле за Европа. Да, ние географски сме во Европа, но со власт како од Африка. Дојде времето и пензионерите да протестираат затоа што и тие се задоволни и тоа го прават со право. Ги оставија на питачки стап и ниту еднаш не ги покачија пензиите додека инфлацијата ги изеде нивните примања. Влада е без парица за која власта нема слух. Доста со приказните реформи, Европска унија, вакви и такви измени, председавање со ОПСЕ, шетање низ светот на владата како демек работат нешто. Народот го оставивте без леп. Народот е гладен. Не е главна тема меѓу народот Европската унија или колку пати Ковачевски ќе каже ние сме Европа. Туку тоа што народот нема пари ниту за леп. Кога последен пат прошетале низ маркетите, ги виделе ли цените и платите на луѓето? Тоа е главната тема која го мачи нашиот народ. Економијата никогаш не била полоша. Имаме образование без учебници, земјоделие без платен труд, компании кои се затвараат, медиуми кои животаркаат, новинари чија професија дезавуираат со примања кои ги подценуваат и профитери над маката на народот. Ова се главните теми кај реалниот човек, а не маглата која тие ја продаваат. Тука власта ја убива надежта и животот кај луѓето, а не големите теми за кои само зборат, а ништо не прават. Ова мора да се промени. Промената која мора да се случи и новата влада која ќе дојде ќе одговори на реалните проблеми важни за секој човек. Највеќе од се ви ветувам дека ќе работам на тоа економијата да ја кренам на нозе и народот да почувствува повеќе пари. Забадијала соништа, големи цели и идеали ако стомакот на народот е празен. Промени мора да има секаде во секој сегмент, но најголемата мора да се случи во економијата. Мора да се случи во економијата каде народот мора да има пари. Повеќе пари за секого и сиромаштија која мора да се намалува. Мора да се направат промени и да се обнови надежта кај луѓето за подобар живот. Иднина која ќе ја градиме сега и тука, не за 5, 10 или 15 години, туку сега и тука. Драги пријатели, додека се случуваат сите овие проблеми, пропагандите на соседите никогаш не престана. Додека оваа власт не убедува во придобивките од добрососедскиот договор кој самите го склучија, Бугарија тера отворена пропаганда против Македонија. И како тоа да не е доволно, овие денови тие вршат жесток притисок и терор при пописот во Албанија, македонското малцинство, македонската заедница во Албанија да се попишува како етнички бугари. И сега, познати ни се намерите на бугарската политика, но необјаснив е молкот на македонската власт. Да бидам искрен, не очекувам дека Али Ахмети
ќе се прекрши за македонците во Албанија. Но барем Ковачевски да преземе мерки и да реагира на ваквиот отворен притисок за асимилација која гледаат како им се случува пред очи. Од овде, од срцето на Македонија, јавно повикувам и апелирам македонците од Албанија да излезат и да се попишат како македонци, она што со векови биле и ќе продолжат да бидат. Апелирам дека сега е моментот да не подклекнуваат и одговорот на сите туги пропаганди да биде масовност. Следуваат промени во Македонија. И како македонци, и Македонија како нивна држава од која тие влечат потекло. Ќе им помогне во иднина. И ќе ни биде полесно повеќе да се вклучиме во поддршката за развој и негување на македонските особености и култура. Апелирам сега, кога притисоците и заканите се методот со кој Бугарија врши пропаганда, одговорот на македонците од Албанија да биде масовност на пописот. Драги пријатели, браќа и сестри, основата на сето она што се случува во политиката тука во Македонија последниве денови се уставните измени. Позади измените на кривичниот законник, амнестијата која сами си ја гласа, и оние јавни превирања и препукувања со се ништата од минатото, се основата на Балканиот план на владата. Балканиот план на власта се само уставните измени. Бидејќи ја знаат непопусливоста на пратениците, ја знаат и одлучноста на раководството на ВМРО ДПМН и народот против прифаќање на бугарски диктати. Тие пробуваат да создадат непринципелни коалиции кои би можеле да доведат до уставни измени. Иако шансите реално тие да се случат не се ниту теоретски. Во тој контекст, за жал, се темели планот за непринципелна соработка на СДСМ, Демократската унија за интеграција и, за жал, некои делови од поранешното раководство на ВМРО ДПМН. Морам да кажам дека како човек оваа јавна преписка со поранешниот председател на ВМРО ДПМН не ме прави среќен. Ниту ова е битка која ја одбрав јас, но недвојбено никој не треба да ја тестира мојата определба да се опстои на нашите ставови дека прифаќање на диктати не доаѓаат во предвид по ниту една цена. Ниту пак тоа може да помине низ мала врата или било каква комбинација. Морам да кажам дека сум длабоко разочаран од неговото однесување. Долго време јавно одбегнував да се произнесам за тоа. И за многу други работи кои ми се случуваа мене и на моите најблиски соработници во битката ВМРО ДПМН да ја ставиме на здрави нозе. И она што е денес силна структура на прагот на најголемата победа. Се до известен период. Иако немав и немам никакви контакти, мислев дека делиме иста цел. Патот до оваа цел ВМРО ДПМН е силно и обединето беше трновит. Со многу удари. И мене како човек ми е предизвик да се борам против оваа власт и да бидам заедно со мојот народ во битката да ги смениме. Но морам да кажам дека воопшто не ми беше лесно, ниту sejedno да ги примам ударите од внатре, од луѓето со кои сум мислел дека сме делеле иста кауза. Не можам никако да разберам како воопшто е возможно да се уортачи било кој со истите која предизвикаа и се причина за сите неволји, па дури и неговите лични прогони и предавства кои се случија на Македонија. Да дели USB стикови и писма по кабинети на функционери на Демократската унија за интеграција, да има непринципиелни разговори.
Ја сваќам и неговата тешка судбина. Но пеколно е сознанието дека зад завесата се прават валкани планови за кои цената би требало да ја плати друг. За многу работи кои се однесуваат на внатрешните односи со поранешниот председател, нема да говорам. И ќе оставам историјата да суди. За многу работи ќе се послужам со народната. Ти код мене со клетви, јас со благослови. Но немојте никогаш и никој да ја тестира нашата одлучност да ги браниме нашите ставови, ниту пак намерата да не отстапиме во работите во кои веруваме, или пак било како да го разочара народот. Чудно е тоа проклетство на историјата. Човекот кој што зборуваше за нож во грб и разни ножиња да стане токму тоа за сопствената партија. Мене не ми беше цел да влезам во конфликт и јавна преписка со него. Но овој валкан план мораше да го знае јавноста. И ова е вистински последниот пат кога се осврнувам на оваа тема. И нема повеќе да говорам за ова затоа што имаме поважна работа. А тоа е падот на оваа криминална влада. Јас му посакувам добро здравје, добра среќа и да не го прави на другите тоа што нему не сака да му го прават. Имаме работа, нашиот противник е оваа криминална влада на чело со СДСМ и ДУИ. Сакам да одговорам уште на една теза. Што сме правеле овие 5,5 години во опозиција како раководство? На почетокот од 2018 година ВМРО-ДПМН како политичка партија беше предизвикот, исправен пред незе, да биде прогласена како терористичка организација и избришена од регистарот во кој што функционираше како политичка партија. Со замрзнат имот, со блокирана сметка, меѓународно изолирана, бевме среќни ако походници некој здраво ни направеше. Тоа беше реалноста таа зима 2018 година. Чекор по чекор благодарение на вас, чекор по чекор благодарение на народот, дојдовме до онаа двојна победа која што се случи на локалните избори во 2021 година. Историска победа која што не ја направила ниту една политичка партија од позиција на опозиција. Денеска ВМРО-ДПМН има двојно повеќе градоначалници од власт. Денеска ВМРО-ДПМН има најголема пратеничка група во парламентот. Денеска ВМРО-ДПМН има повеќе од 30% повеќе членови на советите во општините низ Македонија. Денеска ВМРО-ДПМН заедно со народот има повеќе од 2 пати поголем рейтинг од владеачката СДСМ. И за неколку месеци од денеска ВМРО-ДПМН заедно со народот ќе постигне уште еден историски резултат. А тоа е историска победа на председателските избори и историска победа на парламентарните избори. Во меѓувреме, додека ја консолидиравме партијата и обединувавме, го пративме во пензија поранешното раководство на СДСМ. Во меѓувреме, додека ја консолидиравме партијата и повторно ВМРО-ДПМН стана најголемата и најсилната политичка партија во Македонија, го пративме во пензија специјалното јавно обвинителство и обвинителите криминалци кои што го прогонуваа ВМРО-ДПМН и секој еден член во ВМРО-ДПМН. Затоа денес ВМРО-ДПМН, драги браќа и сестри, е силно и без внатрешни поделби. Обединето и сплотено, фокусирано кон пат на оваа власт. А тоа го покажува и бројката на 44 пратеници кои се гаранција дека нема да попушти браната против уставните измени, кои значат прифаќање на надворешен диктат наспроти поделената СДСМ и помалиот број на пратеници за уставни измени. Тука не треба да се заборави фактот и за дестабилизираната и поделена Демократска унија за интеграција. И ги слушам оние прозивки од СДСМ дека сме биле разединети и со конфликти.
Тие кои не смеат ниту името на нивниот поранешен председател да го кажат. Епа, еве, една порака и до нив, и до нивните лакеи, и до сите оние подлизурковци, кои што мислат дека ВМРО ДПМН на овој начин ќе се раздели, ќе се подели. Има еден начин да тестирате и да се соочите со вистината. Ајде на избори. Еве, ако ВМРО ДПМН е на вистина така поделено како што вие викате, ајде на избори. Тоа е единствениот начин како ќе покажете и докажете дека тоа што го зборувате е вистина. Но тоа вие обични кукавици нема да го направите. Затоа што знаете како ќе поминете. Ќе ве разбиеме сите на купче. И СДСМ и ДУИ. Цунами ќе ви се случи. Ќе ве оддува торнадо затоа што позади нас стои народ и народ ќе ви се случи. Ќе ве победиме силно затоа што ја претеравте, затоа што камен на камен не оставите. Ајде на избори да видите што е сила и посветеност. Ви благодарам. Ви благодарам. Драги пријатели, овој период мора да го посветиме на терен, да го посетиме секој дом и секој населено место, да ги збиеме редовите, да направиме јасна линија на оние кои во опозицијата се слуги на власта и да не се ситни браната против оваа власт. Оние кои се лакеи и постојат за да прават проблеми во опозицијата. Колку биде поголема поддршката за ВМРО ДПМН, толку ќе бидат поголеми промените кои мора да се случат и кои народот ги бара. Ако си против оваа власт, тогаш мора гласот да биде за ВМРО ДПМН. Само така може да има сила вашиот глас. Ве повикувам да земете учество во промените. Машко и женско, старо и младо да излезе и да даде поддршка. Да победиме и да ги промениме работите. Сеништата да ги оставиме и поразиме во минатото. Да зборуваме за еднината. За еднината која мора да дојде и да ја создадеме. Македонија да ја кренеме гордо, високо, сите заедно да победи заедничкиот патриотизам, надежта и верба за еднината. Заедно ВМРО ДПМН е силно, Македонија горда. Да дојде часот кога ќе дојде генерација создадена за големи промени и победи. Македонија во која веруваме и во која се исполнуваат соништата. Имаме сила и знаење за големи работи. Да победи правдата и вестината, да бидеме заедно горди и своји на своето, да сте живи и здрави. Да живее ВМРО ДПМН, унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Да живее Македонија. Ви благодарам.